Денеска се наоѓаме во манастирот Свети Никола во село Љубенци, каде што се врши конзервација, реставрација и статичко зајакнување на конакот на манастирот, кој по слечиштето бил уништен. По повод овој настан, денеска присутни беа поглаварот на Македонска православна црква, господин Стефан, како и министриката за култура на Република Македонија, Канческа Милевска. Од она што изјавија господин Стефан порака упати дека ова е начин да се грижиме за минатото и да можеме да гледаме кон иднината и идните генерации, исто така да се грижат за православната вера со тоа што се вршат исто така многу возобновувања, односно реставрации на стари манастири и цркви кои се наоѓаат токму во околината на градот Скопје. Министерката Канческа Милевска изјави дека ова е исто така начин како можеме да го зачуваме минатото и да ја збогатиме нашата култура. Да ги погледнеме нивните изјави. Овој проект несомнено ги демонстрира нашите заложби да му обезбедиме долговечност на овој споменик на старата македонска архитектура, но преку него ние ја потврдуваме и нашата грижа за сите непроценливи културни вредности и несоборливи факти на наследството што ни ги остави историјата. Почитувани присутни, Република Македонија е земја со непроценливо културно богатство. Наследство од различни периоди, епохи, цивилизации. Токму затоа, рехабилитацијата на културното наследство што ја поседуваме е еден од приоритетите во програмата на владата на Република Македонија и Министерството за култура, и во таа насока во изминатите години издвоивме значителен фонд на средства за заштита на вредните сакрални објекти, цркви, манастири, џамии и други импозантни градби и вредни споменици на културата. Грижата за минатото всушност е вложување во иднината. И овој денешен чин и ова започнување во обновата на стариот конак во манастирот го разбирам токму така како вложување во нашата иднина, а грижа за минатото. Токму овој манастир Свети Никола во село Љубенци е изграден во 17 век. Се наоѓа на 759 метри надморска височина. Тука исто така беше присутна и директорката на Конзервацијски центар Скопје, господјата Ема Петрова, која изјави дека овој манастир е од големо значење за македонската култура и се разбира за православната црква. Да слушнеме што кажа. На земјиштето на кое е распространет манастирот појави свлечиште, од кое беше погоден и стариот конак, кој комплетно беше руиниран. Националната установа Конзерваторски центар, која е надлежна установа за заштита на спомениците на културата, во последните 3 години изработи основен проект за конзервација, санација и статичко зајакнување на конакот. Минатата година комплетно го демонтиравме конакот, за денес да го отпочнеме неговото враќање во автентична состојба како што си беше. Министерката Канческа Милевска за крај изјави дека ова е благодарение на напорот кој го вложи Конзервацијскиот центар на град Скопје заедно со директорката, кои се потрудија максимално ова да биде да може да се реставрира овој конак и статички да се зајакне, со што ова е само уште едно збогатување на нашето културно богатство. Студио